Ќе вложиме максимални напори и нема да дозволиме човек кој е оцрнил македонската дипломатија да биде амбасадор во Обединетите нации, реагира пратеникот Антонио Милошовски по објавата дека екс-министрот и професор Љубомир Фрчковски е предлогот на МНР за амбасадорската позиција во мисијата на ООН. Милошовски, кој раководи со Комисијата за надворешни работи, која е всушност собранискиот филтер за номинацијата на Фрчковски, е дециден дека американската дипломатска кота е празна поради личните пазарења на премиерот со амбасадорските позиции во случајов компензацијата од Заев кон Фрчковски, која е одолжување за неговиот придонес кон ликот и делото на премиерот. Очигледно министерот за надворешни работи Османи одбрал да не биде коректив на лошата одлука на Заев после одбивањето од Вашингтон, Фрчковски да биде номиниран за амбасадор во ООН, но кога владата и МНР носат лоши решенија за угледот на македонската дипломатија, тогаш должноста на собранието да биде коректив на извршната власт. Таквото тргување со амбасадорската позиција во САД не доведе до понижувачка ситуација во март оваа година, кога висок представник на Стейт департментот лично му се јавил на Заев со став дека Вашингтон нема да даде согласност за владината одлука за номинација на Фрчковски за амбасадор во Америка. А Фрчковски од втора сега ќе ја застапувал Македонија во мисијата на Обединетите нации, наместо да одговори за сите обвинувања упатени на негова адреса. За Фрчковски немало ништо спорно во неговата номинација за амбасадор. Реакцијата на пратеникот Милошовски за него било обид за пазарење и притисок кон власта. Ова е една странична необврзна процедура во собранието, таа и без неа може. Но истовремено таа процедура се претвори поради политичките вакви блокади на опозицијата, веројатно и на тоа лице што ја води комисијата, во некаков пазар и притисок до власта. Оваа комисија околу хирингот на амбасадорите е факултативна, не е суштинска. Мислам дека треба председателот на Републиката да го преземе таа своја уставна надлежност посериозно во своји раце. Од она што во МНР го има како архивска меморија преку дописите од мисијата на Македонија при Обединетите нации од 1993 година до денес, не е забележен случај амбасадор на која било држава кој бил одбиен за агреман во Вашингтон, потоа да биде испратен за амбасадор во Обединетите нации. Ниту држави како Танзанија, која е хибриден режим, не си дозволуваат вакви дипломатски екскурзии во односите со САД, реагира Милошовски. Инаку Фрчковски не успеа да ја добие амбасадорската фотелја во САД, откако беше спроведена цела кампања дека тоа е лошото решение за таа позиција. Па сега во нов обид ќе се вдомува во седиштето на Обединетите нации.